Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Државната статистика вчера објави најниска стапка на невработеност, која последниот квартал лани изнесува 24,6%. На што се должи падот, ќе разговараме со Слободанка Алексовска од Агенцијата за вработување. Претходно да ги слушнеме најважните економски настани оваа недела. Вработени над 14.300 лица преку проектот Македонија вработува. Мерката, која опфаќа различни категории граѓани, ја искористиле над 8.000 компании, кои се ослободени од плаќање придонеси од 1 до 5 години, зависно од која група ангажирале лица. Ова говори дека проектот е повеќе од успешен, задоволен е председателот на владачката партија Никола Груевски. Предпоставувам дека во наредните месеци кусур ќе има уште 2-3 000, затоа што кај нас најчесто се чека крајот. Во финишот се вработуваат најмногу. И тие вработувања ги направија над 8.000 компании. Што се случи? Имаме една добра работа и кај компаниите и кај оние што биле без работа. Компаниите дојдоа до работници за кои што имаат многу помали трошоци, за кои што не плаќаат разни давачки, кои што ги плаќаат вообичаено, дали се тоа персонален данок на доход, дали е придонеси, зависно од мерките, има различни делови во Македонија вработува за различни подпроекти. А пак, од друга страна, луѓето што немаа вработување, полесно дојдоа до вработување, бидејќи компаниите беа охрабрени и беше помогнато со пониски трошоци за вработување да вработат луѓе. На железничката станица во Прилеп поставен новиот современ воз, со кој патувањето на релација Битола-Прилеп-Скопје ќе се скрати за половина час. Па мене ми е посебно драго, бидејќи првиот дизел стигнал во Прилеп, патниците од Пелагонијскиот дел, од Битола Прилеп, ќе имат можност, ќе имат прилика да уживат во овој комотен воз, во условите на овие возови. Ги имаме сите услови кои што се потребни за едно модерно, културно уживање во возот. Тоа значи дека ќе имате, како што кажавте вие, прво телевизија, ќе имате слободен интернет, имате клима уреди, значи една уживанција, она што би кажал, поготово за младиот свет. Конечно, после 40 години дочекавме и ние да му се порадуваме на новиот воз, условите за работа ни се подобрени, комоцијата подобрена, возењето поубаво, едноставно со задоволство да го возиш. Знаеме дека возовите отсекогаш биле едни од најекспонираните транспортни средства на граѓаните од овој крај. Глобалните пазарни услови и натаму неповолни за металуршката индустрија. Компаниите, кои инаку се меѓу најголемите извозници од земјата, посочуваат дека веќе со години работат со намалено и непостојано производство. Бараат системски мерки за да им се намалат трошоците. Треба да бараме некакви излезни решенија и во примената на тие нови технолошки потези, нови инвестициони зафати, нови активности на делот на рационализација на трошковна структура и така натаму. Тоа што може да ја извлече во ваква ситуација состојбата. Таа доделува неповратни 750.000 денари за лицата кои сакаат да инвестираат во старски домови. Огласот е во тек. Може да се аплицира за реконструкција на стари или за изградба на нови домови, а приоритет имаат невработените лица, изјави владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Нашата цел е зголемувањето на конкуренцијата во рамките на овој сектор, што би придонело кон зголемување на квалитетот на услугите, но истовремено и намалување на цените за згрижување на старите лица, што би представувало олеснување на семејниот и на индивидуалниот буџет. Овие 750.000 денари неповратна финансиска помош по единица субјект, која што ја доделува владата, представуваат сериозна и значајна поддршка во заокружувањето на финансиската конструкција за реализација на бизниси. За еден месец издадени се одобренија за градба во висина од 50 милиони евра, или двојно повеќе од истиот период лани. Градежните фирми се фалат дека имаат полни раце работа, а бројот на работници во секторот постојано се зголемува. Дали се тоа проектите за градење на гимнастичка сала, дали е проектот за градење на базен во спортскиот центар Борис Трајковски, дали за базен во Шуто Ризари, дали проектот за 150 малски баскет игралишта, дали се работи за некои од другите проекти, ги има многу. 17 од нив се поврзани со градежни работи и околу 40 милиони евра практично очекуваме да се слеат во градежништвото. Се
помалку жени на раководни позиции. Само 12% од нив се избориле да бидат на врвот или да управуваат со работата во институциите. Најчесто тоа е или градинка или училиште. Во поголемите компании ги нема. Уште еден проблем со кој се соочува жената во општеството е што тешко може да го развие сопствениот бизнис. Во приватниот сектор не недостасува жени на управувачки позиции, а уште помалку имаме жени на управувачки позиции, да речеме во поголемите компании и во оние кои што котираат, да речеме, на берза и така натаму. Значи во управувачките позиции тука сме уште на пониско ниво. Многу околу 30% од микро и малите фирми се основани токму од жени, но најчесто стануваат како мали компании со по двајца вработени, затоа што жената нема доволно едукација и ресурси да ја шири својата дејност, велат од ССК. Женското предприемништво, за жал, во Република Македонија навистина на едно незавидно ниво, додека другите останатите држави не само од регионот, туку во Европа и пошироко имаат специфицирани програми каде што на жените им се помага или да надминат онаа првична позиција која што ја имаат од аспект на бизнис. Нова странска инвестиција во општина Илинден. Турската компанија Атајмач на парцела од 87.000 метри квадратни ќе гради откупно дистрибутивен центар. Инвестиција од 10 милиони евра, која првично ќе обезбеди 100 нови работни места. Направиме седа Македонија, практично ја направиме за производство на органска храна, бидејќи тоа е оно што ќе бара Европа. Бидејќи се она храна што е индустријска, Турција големи земјиште произведат, мислам дека не е интересно за нас и баш ми е драго што еве господинот е заинтересиран за органска храна. Американската компанија Key Safety System почна со производство во фабриката во слободната економска зона во Кичево. Во новиот производствен капацитет годишно ќе се произведуваат 3 милиони воздушни перничиња за автомобили и се очекува годишен извоз од 70 милиони евра. Вкупната инвестиција во износ од 15 милиони евра треба да отвори вкупно 1000 работни места. Американската компанија која почна со производство како браунфилд инвестиција во центарот на Кичево, по стартните 20 вработувања, моментално има ангажирано 230 работници. Раководството на компанијата на пуштањето во употреба до крајот на годината најави 700 работни места, а до крајот на следната 1000. Производите што ги произведуваме се едни од двете клучни компоненти што се користат за производството на воздушни перничиња. Овие компоненти, наречени перничиња, досега беа купувани од сестринските компании или од надворешни добавувачи, од кои најголем дел имаат своји фабрики на другите континенти во периодот од 2014 до 2017 година, кој се ќе инвестира приближно 15 милиони евра во македонскиот погон. Еднакво во восхитувачка е и бројката на работни места што ја создаваме. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски нагласи дека отварањето на производствениот погон на КСС во Македонија е уште една потврда дека резултираат напорите на владата да стане дестинација за голем број странски инвеститори. До крајот на оваа година да се реализираат 700 вработувања, а вкупно во компанијата заедно со следниот период да бидат вработени 1000 лица. 1000 вработувања значи екзистенција за 1000 семејства во Кичево и тоа е голема работа, тоа е она најважното, тоа е она на кое што сме посветени и на кое што работиме. Директорот на ТИРС Виктор Мизо потенцираше дека покрај најавените 1000 директни вработувања ќе има и индиректни вработувања за развој на тој регион во Македонија. Влез на странски капитал, креирање на нови работни места и подобрување на економската состојба на државата. Тоа е пример дека дадениот збор има тежина, а ветувањата пред граѓаните се дадат да бидат реализирани. Пробиени 83% од трасата за изградба на автопатот Кичево-Охрид. Динамиката за оваа инвестиција, која се проценува на 357 милиони евра, се одвива согласно предвиденото, изјави председателот на владачката партија Груевски. За изградба на 57 километарскиот автопат ангажирани се 1200 работници. Ми беше задоволство затоа што учествував во сите фази на убедување на компанијата, преговори со компанијата да дојде во Македонија, уредување на сите детали за договорот што се постигна со нив и конечно присуствував и на отпушнувањето на градбата, така што сега градбата е завршена. Веќе се 230 луѓе вработени. Планираат да вработат 1000. Планираат на секои 2 недели да има по 30 на нови вработени, додека да стигнат до 1000. Опремата се носи, дел од опремата веќе е донесена, но тоа е еден помал дел. Поголемиот дел од опремата следува во наредните недели и месеци.
и како се носи опремата, така и ќе се вработуваат нови луѓе. Ќе се праќаат на обука, потоа обучени ќе почнат да работат во полно производство. Општина Велес очекува голем интерес од компаниите за влез во новата индустријска зона Мамутчево. Ќе биде најголема во регионот, а увид во градежните работи направија градоначалникот на општината и пратеникот Илија Димовски. Се појави интерес со оглед на карактеристиката на Велес дека се наоѓа во центарот на Република Македонија, комуникацијата, брзиот пат, автопатот, нова заинтересираност за инвестирање во нашиот град. Оценивме дека ова е најповолно место во моментот што може да го понудиме. Во близина има автопат, има пат, има железничка пруга практично низ неизе, на 20 на километри ќе биде и гасоводниот систем. Нас целта ни е што е можно побрзо да обезбедиме инвестиции, да обезбедиме отварање на нови фабрики, да обезбедиме отварање на нови работни места. Емотивно бегство со твојот партнер. Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Како што претходно најавив, гостин во емисијата Бројки Слободанка Алексовска од Агенцијата за вработување. Добар ден, Алексовска. Ви благодарам што извоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Да разговараме за падот на невработеноста. Вчера државната статистика објави дека моментално последниот квартал од 2015 година се достигна историски најниска вредност, изнесува 24,6%. Колку влезот на странските инвестиции придонесе за пад на невработеноста со отворањето на нови работни места, а колку државата преку мерките и програмите кои што се спроведуваат токму преку Агенцијата за вработување? Да, точно, имаме повторно рекорден пат на невработеност, односно во континуитет сите овие години невработеност, односно стапката на невработеност се намалува и тоа е навистина еден позитивен тренд кој што се случува во Република Македонија, каде што влијаат многу фактори, нели не би можеле да кажеме дека само еден фактор ја намалил невработеноста, поволната економска клима, целата стратегија и политика на владата на Република Македонија во повеќе сегменти и голем дел нормално од резултатот кој што го имаме сега како толку ниска невработеност, која што нормално се уште се стремиме да ја намалуваме и понатака се и големиот број на странски инвестиции и нормално активните мерки кои што ги спроведува агенцијата. При тоа од 2007 година па навака сме сведоци дека огромен број на странски инвеститори доаѓаат во Република Македонија, инвестираат, значи имаат поволна клима и многу други олеснителни околности кои што им се нудат и тие се одлучуваат наместо во друга земја да дојдат тука во нашата држава да инвестираат и огромен број на невработени лица да ги апсорбираат и да си го решат своето основно прашање, односно да добијат работа. Што значи дека навистина сето тоа влијае бидејќи огромен број на луѓе се апсорбирани и се вработени наместо да лутаат по агенцијата или полициите да немаат работа. И при тоа ние имаме добра соработка со странските инвеститори и од евиденцијата на невработени лица од агенцијата исто така им се нудат податоци за работно способно население, број на луѓе кои што можат да ги нели апсорбираат согласно нивните квалификации кои што се потребни за реализирање на едно работно место и на крај се реализира вработување на оние најдобри кандидати. Сакам да кажам дека и оваа активност ја реализираме покрај сите активни мерки и програми кои што ги реализираме во агенцијата и тие се многу бројни. Само на 28 имаме во новиот оперативен план за 2016 година. Малтене скоро сите беа во поголем број и 2015 година. Од 2007 година се носи овој оперативен план со активни мерки и програми кои што на лицата им овозможуваат полесен пристап до пазарот на трудот, наоѓање на работно место, на работодавачите одредена финансиска подкрепа или помош материјална за отварање на ново работно место и вработување на лице, што значи дека бенефитот е трипартитен и невработените лица и работодавачите како наши клиенти и агенцијата, односно државата, владата е задоволна од целото тоа спојување или остварување на повеќе работни места, така да сепак сме во добра насока.
Голем удел за пад на невработеноста има владиниот проект Македонија вработува. Што покажуваат последните бројки? Колку лица се вработиле токму преку овој проект? Да, овој проект навистина беше еден голем бум, што би рекла, бидејќи за една година, значи се уште не цела година, се вработени на 14.600 лица од сите категории во Македонија вработува и тоа е една вака огромна бројка, добар показател дека проектот бил односно мерките кои што се избрани во проектот, бенефициите и условите кои што се нудат се навистина добро анализирани и се сето она што ми е потребно и на работодавачите, на невработените лица. Преку овој проект сите овие луѓе дојдоа до работно место, се уште се во активен работен однос, а работодавачите нормално си имаат ослободување за кое што им го леснува нели патот до отварање на нови работни места. Овој проект, односно оваа законска можност трае до 15 април годинава, па така да сите кои што сакаат да искористат можат да дојдат во сите центри за вработување, да дојдат нели што побрзо согласно законскиот рок и целата постапка на вработување трае околу 10-15 минути, што значи нема да им одземе многу време, а додека пак за првата категорија за млади до 29 години би апелирала сите кои што имаат потреба да вработат вакви лица, сакаат да ја користат оваа можност, да дојдат уште денес и утре, бидејќи таа е до 13 овој месец. Во проектот Македонија вработува невработените се поделени во 5 категории, опфатени се сите возрасти на граѓани. За која група има најголем интерес? Па за сите категории има различен интерес од различни дејности, значи од различни области во кои што се регистрирани работодавачите. Генерално за младите до 29 години како прва категорија или како поидовна точка, односно прва законска можност која што се даде на работодавачите, има многу голем интерес, така да тие се најмногу абсорбирани, но понатака и луѓето и до 35 години, над 35 и за категоријата над 58 години има исто така доста активни пријави, што значи дека навистина на секој му се дава еднаква шанса во зависност од тоа каков образовен профил има, какво работно искуство и дали на работодавачот му е потребно тоа лице, во зависност од која категорија има таков профил на невработено лице кое што му е потребно на работодавачот. И нормално ослободувањата за категории, како идат возрастните категории или понатака по години, ослободувањето е подолго, што значи се дава приоритетна можност на овие луѓе, бидејќи се смета дека се нели постари во години, дека можеби треба повеќе да се потикнат работодавачите за нив да ги земат, бидејќи се на некој начин малку и потешко вработливи заради самата старосна граница, меѓутоа навистина се па многу поискусни од друга страна, нели и па и тоа го користат работодавачите, што е нивна добра и позитивна особина. Во моментов преку Агенцијата за вработување се спроведуваат неколку програми. Едно од нив е обука за дефицитарни занимања и обука кај познат работодавач. Што покажуваат бројките? Има ли голем интерес за овие две програми? Да, за овие програми има секогаш интерес, навистина се добре дојдени кај невработените лица особено, бидејќи преку сите обуки кои што ги реализираме во повеќето мерки, тие стекнуваат различни вештини, преквалификации, доквалификации со кои што можат да бидат поконкурентни на пазарот на трудот или побрзо да дојдат до работно место. Обуката кај за побарани вештини, односно за оние вештини или работни квалификации за кои што ги имаме помалку или немаме доволно искуство кај невработените лица, а согласно анализата на пазарот на трудот кој што ја правиме, се покажува дека во текот на годината ќе се отвара такви работни места. Значи се навистина многу бројни и тие ги користат невработените лица и понатака се покажува дека истите се вработуваат. Значи еве јас ќе набројам дел од нив. Во моментов имаме отворена обука за шивач, за кројач, за келнер, готвач, пекар, рецепционер, бравар, заварувач, столар, зидар, гипсмонтер, доммајстор, раковач со градажна механизација, сервисери за машини за шиење, фризери, изработувачи и монтажери на градежна столарија, нега на стари лица, стаклопластичар, металостругар, глодач, исто така гумар, фасадер, сладкар, монтар, инсталатор на сончеви панели, службени во книговодство, туристичко-агенцијски службени дејности, шминкер, педикир, маникир, козметичар, филигранчист,
филигранист, изработувач на накид од злато и млекопроизводител. Сите се овие обуки кои што во моментов се нудат во агенцијата, ги имаме, тие се поделени по различни центри во агенцијата за вработување во зависност од тоа во кој регион која од овие дејности, односно струки е дефицитарна или има во помал број, за да нели го сконцентрираме народот, односно луѓето, од таму каде што ќе бидат отворени овие работни места, таму да се доквалификуваат и таму да се вработат. Значи да не се сконцентрираме само на еден регион или еден центар, еден град во Република Македонија, така да може секој да аплицира. Тука немаме возрастно ограничување во категориите, секој невработено лице кој што е еден ден во евиденција на агенцијата и евидентиран како невработен може да аплицира. Исто така имаме и обуки кои што се наменети само за млади лица до 29 години. Тоа се обуки кои што се однесуваат на изучување на странски јазици и на компјутерски вештини. Ќе бидат 2000 обуки вкупно за оваа година предвидено и сите млади лица кои што сакаат да учествуваат може да дојдат и да аплицираат. Ова е нешто ново, нешто што навистина би им било корисно и лесно достапно на младите лица, нели, и им е бесплатно, што е најбитно. Исто така едно лице е добро да се знае дека може да аплицира во повеќе од обукиве кои што ќе се одвиваат, но најпрви мора да помине една од обуките, да ја заврши успешно со нелима тестирање, да добие сертификат за истоимената обука во која што партиципирал и потоа да аплицира за втора, па понатака за трета обука. Зависи колку му се потребни, на крај нормално да биде полесно вработлив и да се вработи. Така да има и други обуки, како обука на кај познат работодавач, обука со субвенционирано вработување, каде што лицата одат директно кај работодавачите, учат како да работат, се обучуваат и при тоа дел од нив или можеби сите се абсорбирани кај истиот работодавач. Значи можностите се големи. Од минатата година имаме и приватни компании кои што се овластени провајдери за изготвување на обуки, така што директно на самото место кај работодавачот лицата се обучуваат и работодавачот сите оние кои што успешно ќе ја поминат оваа обука не е обврзан, но ги вработува бидејќи тој всушност има и потреба од луѓе за работа, посебно текстилниве компании. Добро е да се напомена на сите гледачи кои што бараат работа, а би сакале да работат во некој погон текстилен, дека има отворени работни места во многу текстилни компании, дека можат да дојдат и да аплицираат за да се вработат и дека покрај минималната плата, што е многу битно за гарантирана во оваа гранка, се дава и повисока плата, се исплатува, но нормално со тек на добивање на искуство, со тек на време и дека достигнуваат до 18.000 динари, што е добро да дава финансиска помош, ако може уште една за слушателите да кажете колку изнесува кај дефицитарните занимања, кај обука, кај познат работодавач. Значи различна е финансиската помош, во секој случај патните трошоци и храната во отприлика околу 5 до 6.000 динари се покриени за лицата и исто така тие се осигурани во случај на повреда на работно место за целото време траење на обуката. Преку Агенцијата за вработување се доделува и грантови за започнување собствен бизнис. Дали заврши огласот или се уште во тек? Грантовите за отварање на собствен бизнис или мерката само вработување со грант заврши, значи сега сите оние, односно заврши првиот јавен оглас. Понатака во текот на месец мај од прилика ќе имаме втори јавен оглас за сите оние кои што го пропуштиле или кои што нема да влезат во избраните кандидати или селектираните. Од првиот јавен оглас за ова мерка имавме над 1400 апликации, што навистина покажува дека имаат голем интерес. Секоја година имаме огромен интерес за оваа мерка и е навистина многу успешна. Сега во моментов тие се во процес на евалуација, ќе се објави ранг листа. Па понатака тие ќе изготвуваат бизнис план со спецификација, тој истиот бизнис план ќе се оценува, ќе поминат нормално обука за водење на бизнес и предприемништво и на крај ќе излезе конечна ранг листа за оние кои што ќе регистрираат бизнис, ќе ги добијат средствата и ќе добијат административна материјална помош за водење на бизнисот и понатака нели ние ги следиме и им помагаме во сето она што е потребно. Слободанка, активни сте и на терен, ги посетувате компаниите кои што искористиле некои од мерките. Што кажуваат газдите кои што искористиле некоја поволност? Дали се задоволни? Што треба да се смени? Од која мерка се
најзадоволни, најмногу искористиле? Да, одиме во посета кај работодавачи, исто така организиравме форуми за работодавачи и невработени лица на кои што поголем број на работодавачи заинтересирани или невработени лица може да присуствуваат се со цел да допрема поблиску до клиентите и да дознаеме сето она што им е потребно и нормално да го менуваме согласно потребите, само се со цел да се вработат повеќе луѓе. Во принцип, еве гледаме и од самите резултати што покажуваат, тие се задоволни од овој проект. Многу малку од нив го имаат изгубено ослободувањето или пак ненавремено, например, ги регулирале некои пријави во агенцијата за вработување, што значи покажува дека тој процент е толку мал што е минорен, значи дека навистина мерките се успешни, на нив им одговараат, ги користат и лицата се задоволни. Исто така и невработените лица ги контролираме во сите наши мерки, дали примаат редовно плата, дали се на своето работно место, дали во обуките ги добиваат соодветните обуки кои што се наведени во формуларот за менторство и обука. Значи дека го контролираме целиот тој процес да биде навистина елоквентен и онаков каков што налагаат прописите од самите упатства. Во моментов исто така се активни и се доделуваат грантови за отворање на приватни градинки и приватни домови за стари лица. До кога трае огласот и има ли интерес? Да, огласот е отворен, значи во моментов до месец јули трае и тој вака подолго оставивме можност луѓето да аплицираат се со цел да добиеме поуспешни и подобри бизнис планови. Има интерес, нормално, доаѓаат луѓе, прашуваат, да се информираат, бидејќи навистина сега тоа е да речам еден бизнис од поголем обем, каде што нормално треба поголема консултација со надлежни релевантни лица. Даваме 10.000 евра во динарска противвредност за отварање на приватна градинка, што навистина е одлична можност, и 12.500 евра во динарска противвредност за отварање на приватен дом за стари лица. Па се надевам дека најдобрите и најуспешните што поскоро ќе ги отворат овие градинки и приватни домови. Моето последно прашање до вас е кои се следни активности на Агенцијата за вработување? Имаме многу активности, растрчени сме на терен, значи внатре во агенцијата нормално имаме многу работа. Сите оние мерки кои што се во оперативниот план 2016 година, а истиот е прикачен на нашата веб страна за сите оние кои што сакат детално да го прочитаат и разгледаат. Сите тие мерки ќе бидат објавени, ќе следат по еден или по два јавни огласи во текот на годината. Истите ние ќе ги следиме. Исто така имаме на терен одење, значи по компании по невработени лица, имаме мотивацијски обуки внатре во агенцијата за сите оние невработени лица кои што подобро треба да се информираат и изворно да дојдат до мерките за вработување, така да навистина имаме многу активности кои што ги реализираме и понатака ќе ги реализираме, но сето тоа е инкорпорирано во оперативниот план, во упатството, во сите документи кои што се јавни и кои што се достапни до сите граѓани. Слободанка, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата. Благодарам и на вам. Твојот свет во најубави бои. Препознај го на Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 10 мар со мене уредник и водител Наташа Мерсовска и Владимир Демјановски техничка реализација. За музиката задолжен е продуцентот Иван Бечковиќ. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.